Добро бе, на што сте вие? Пием 10 ли, шмркате ли, алуминиум ли ве прскаат бе? Па кој го пише ова бе? Само го арчите принтерот. Мислам, арчи, извини, не се однесува на тебе. Кога ќе почнете да ни давате патни трошоци? Шо бе патни трошоци? Вие пратеници сте? Не е фер. Шо не е фер? Ти баш со точак идеш на работа. Амортизација ми треба за точакот, немам пари за јадење. Шо бе за јадење, нели рековме диета хроно ќе се држи ова, немала за јадење сега. Башка не може анекс јапан со стака. Апан с анекс и јогурда. Ајде па ти не се увлекувај. А гледа го човеков сега како е. Од Кушадаси секој сабајле пешки трга. Иде тука и на Козјак со веслање и од водно се симитни на работа секој ден. Така се работи со срце. Види Фети, ишин гелоросун јас, гел бурда астон гелорун козле, и неришин на ушка, таман пешки. Тоа е со срце. Гледаш ти вика онако треба од тамо на ушка преку козле ќе те донесе тебе на работа. Браво. Тебе ќе ти купам и патики за патни трошоци и тоа на рати ќе ти ги земам. Ај фаќете темите, ајде, иди, арчи, чекаме ти малце. Ајде идите. Слушај сега. Ти ќе стартуеш од денеска со микрофонот. Ти носиш микрофон. Видиш дека негде фали нешто, ти има да попунуеш. Немало репортер, ускакаш ти со микрофонот, све тоа. Не знам што ќе биде темава се ова двојазичност, албанци, малбанци, ќе има. Ти јазици знаеш? Ај како би одјавил, да речеме, на македонски, бе? Одјави? Студио. Добра, на албански? Студио. Оди, како не те најдов порано, бе, Арчи, бе, топ си. Почињајте, ајде, гаси. Лека ног, драги гледачи, Телма телевизија, 20 часот. Вие гледате вчерашни новости. Лека ноќ од мене, јас сум Александар, а ова е мојата шармантна, но убава колешка Јелена. Јеци, дали сме спремни да дознаеме последни? Никогаш поспремни, Јацо, а голем поздрав и до Facebook заедницата, од каде во моментов одиме во живо. Не минувајте го каналот, еве што ви подготвивме. Вчерашни на терен, опасна акција против аеротероризмот во Македонија. Тишина! Тишина, реков! Откриваме дали е трнлив патот до неуспехот. Дознајте како течат подготовките за предстојната зима. Од многу обврски немам време ни за детето. Но тука ми помага мојата тајна. Готвејќи за нив, ги правам срекни и здрави. Ова е мојата причина поради која готвам. Која е вашата? Домот ми е таму, кај закачам шапка. Домот ми е таму, кај што ме чекат. Домот ми е таму, каде што ме знаат. Домот ми е таму, кај преспијам ног. Стамбен кредит на Комерцијална банка со ниски каматни стапки од 2,9% во првите 3 години и до 30 години рок на отплата. Без надоместок за одобрување и администрирање на кредитот и без трошок за процена. Комерцијална банка АД Скопје. Погледни поинако. Не сум само празна тегла. Утре може да се вратам во нова форма. Амбалажата што има минато, може да има и иднина. Ослободете се од стаклената амбалажа во новите зелени контейнери за селекција на стакло во вашиот град. Заедно за почиста животна средина. Селектирај иднина. Пакомак. Биотеа, органска италијанска козметика, сега достапна и во козметички салони и дерматолошки ординации низ Македонија. Природен ботокс без игли, инстант лифтинг за измазнување на брчките, кактус за нежна кожа и свиленкаст изглед, линија од билка месош дерка за топење на салата. Биотеа, инспирирани од природата.
Среќна вест, Скопје официјално станува Торонто на Балканот. Имено после обилните врнежи изминатава недела, нашата метропола се здоби со повеќе природни езера, кои што се лоцирани низ целиот град и имаат одличен водостој веќе цела недела. Тафталиџе, Драчево, Аеродром и Лисиче се само дел од големиот избор на локации, кои што граѓаните, а и туристите ќе може да ги посетат во престојната туристичка сезона. Со овие езера и капацитетите кои што тие ги нудат, градот Скопје е најблиску од било кога да биде домаќин на светското првенство во синхронизирано веслање. Еден македонски министер кој сакаше да остане анонимен беше забележан во еден ноќен клуб во Скопје, како со свое друштво се одава на едни пороци и една лоша музика. Покрај ова на една снимка се гледа како тој се дружи со едни луѓе кои пушат едни цигари во едно место во кое пушењето е забрането. Министерот за земјоделие, шумарство и водостопанство Љупчо Николовски вообичаено ужива во слушање на Рахманинов, Шостаковиќ и DBC, но поради друштвото тој морал да оди во ноќен клуб и да направи голема жртва и да слуша Саша Ковачевиќ. Како што додаваат оттаму, со тоа тој покажал голема свест за важноста на колективот и за личната жртва и доброто на другите, која како што се наведува е една од посилните страни на овој министер. Со 66 гласа за и 41 против, пратениците ја изгласаа потребата за измени во законот за јазиците, со кои ќе се прошири употребата на албанскиот јазик. Колешката Крстич Поп-Мајбах на оваа тема разговараше со познатиот лингвист Зоран. Господине Зоран, зошто е потребно да се донесе законот за јазиците? Многу контроверзии во последно време околу тоа дали двојазичноста треба да биде насекаде, например во Берово, каде што албанци не живеат. Видете да ви кажувам. Ја не го разбирам зашто толкаво брзање. Законот да се донесува априори, инстантно, без поширока дискусија, да се покажува сенс за есенцијална неутралност на самата негова експресија, бре. Ова се хиперболизира непотребно, а не се сери. Се артикулира де факто дека овој на овој му ветувал дека ќе му дава билингвалност. Меѓутоа, тоа е еквилибристика, фейк пропаганда која имплицира и некој на албанец да биде примус интер парес, што е нонсенс за самиот јавен дискурс. Дали ме разбираш? Не баш. Мори зонја лица албета, како не разбираш? Не знам како не разбираш, јазикот уопште не е политичко прашање, бре, тоа не е ишју. Ја како лингвиста у црни појас треći дан еве овдека сметам дека тоа уопште есенцијално е да се протектира јазикот од странцизми, да си ги чуваме и македонски и шкип од импланти на екстерни лексички инфлуенции и да го амортизираме односите во општеството што се бе. Тоа ли сакаш да ме прашуваш? Не сме се разбрали. Како бе не сме се разбрали? Студија? Знаеш како на успехот преку ноќ му треба многу време. Стив Џобс го има тоа кажано. На јавната расправа на Собраниската комисија за еднакви можности на жените и мажите за говорот на омраза во медиумите насочен кон жените, иако поканети не дојдоа колегите пратеници, или скратено кажано, представниците на законодавното собрание избрани од народот кои припаѓаат на машкиот пол. Како што дознаваме, мажите пратеници не можеле да дојдат на расправата, бидејќи биле зафатени со перење и пеглање по дома, а еден пиша на социјалните мрежи дека баш во тоа време перел садови. Освен што се презафатени по дома и дефокусирани со домашни обврски, мажите пратеници објаснуваат дека отсуствувале од расправата и затоа што нивните колешки кои доаѓаат на работа со кола не знаат да паркираат и може да им ја изгребаат колата на Собранискиот паркинг. А некои од нив се плавуши и ништо не разбираат, но сите се согласни дека говорот на омраза кон жените мора да запре. Сите ги знаеме оние приказни на млади луѓе кои со упорност, посветеност, знаење и некоја ронка среќа постигнуваат успеси.
Приказни полни со инспирација, мотивација, иновација, стимулација, инспиративни приказни на кои сите им завидуваме. Ова не е една од нив. Ова е патот до неуспехот. Кај комшиите познат како Столе, а за јавноста непознат. Автор на најновиот бестселер Се гледаме на дното. Денеска во вашата омилена патот кон неуспехот. Господинот Столе Радински. Добар ден. Добар ден, фала многу што ме поканивте да гостувам во вашата емисија. Да прошетаме малку. Да прошетам. Повелете. Неговата книга е еден каталог на пропаднати бизниси и долгови. Неуспехот го влече уште од неговите почетоци. Неговиот прв дуќан со име 100 ра во семејната гаража му пропаѓа, а бабината заштеда ја губи во тат. Потоа отвара рибарница, па фризерски салон, па железара, кој исто така ги затвара. Ова е неговата неуспешна приказна. И знаеш како е, неуспехот преку ноќ му треба многу време. Стив Джобс го има тоа кажано. Изедов го затворив то колонијалчето и се насобра на вересија многу луѓе не плаќат никој. И сетне зедов кој затворив, та отворив нова продавница за кафе, шо е. Тоа време дојде еден, две на две вака едно бате, ми вели рекет. Нема му елам дечко, рекет и оде не е спортска продавница. Друго реко, заштита ми вели, која заштита бе човек, нема тие кондоми, не продаваме с кој купува тука таква работа. И зере, ми чукна две-три, така малку за сокото, ама нема гајле, знаеш, како велат, мора да го гледаш убото. Сега трепајци во едењето, барем не паѓат и тоа е. Но приказната на Столе продолжува. По неколку месеци државен инспектор му застанува на патот до успехот. Дај да видам книги, што имаш ПП апарати, колку имаш каса, празни джебоите, план за евакуација во случај на пожар, такви работи. И јас сам понакрај ми излезе околу 7200 евра во минус. И тоа е, ми запират се од социјално до 2027, ќе бидам на нула. Бе би среќен човек сум јас, кај е 2027 онаму, па ти ќе живееме некако, ќе се крепи без пари, тогаш ќе видам, сега се крепи некако. Столе не одведе до местото каде што последно се обидел да направи бизнис. Под хипотека си. Ви ова ми пропаднало бе човек. Зовде има многу замисла. Сакав да отворам она бизнис за шпиунки на вратите што клават. Самуилов војник да пишам. Уба и бизнис идеја беше, ама пропадна ете и таа. Може некој ќе оземи дуќанче да ќе се израда, знаеш како е. Вашето име е синоним за неуспех. Дали планирате да се откажете од неуспехот? Абе, знаеш како вели Пауло Коелјо? Во животот треба 7 пати да паднеш, 8 пати да се исправиш. Ево, јас 14 пат се исправам на нозе. И ако ништо не видим, не се откажам, државно ќе ќе работа. Тоа е. Тука некаде го оставаме Столе со насмевка на лицето и со помислата дека сите ние сме Столе понекогаш. А вие, драги гледачи, запомнете, во животот не постои каење, туку лекции. Дженифер Анистон. Тишина! Тишина, реков. Ова е мојата причина поради која готвам. Која е вашата? Ти треба заем? Секоја нова Forza апликација е без камата и без додатни трошоци. Аплицирај веднаш на forza.mk. Домот ми е таму, кај закачам шапка. Домот ми е таму, кај што ме чекат. Домот ми е таму, каде што ме знаат. Домот ми е таму, кај преспијам ног. Стамбен кредит на Комерцијална банка со ниски каматни стапки од 2,9% во првите 3 години и до 30 години рок на отплата. Без надоместок за одобрување и администрирање на кредитот и без трошок за процена. Комерцијална банка АД Скопје.
Сите Golden Art објекти се во енергетската класа А, што значи пониски сметки за грејење и ладење во текот на целата година. Имаат уникатен систем на градба кој лесно се докажува како супериорен на пазарот во однос на квалитетот. Сите Golden Art објекти се изградени со љубов, направени да траат со генерации. Провери, закажи состанок со Golden Art агентите и дознај зошто само тука купуваш дом, не само стан. Се мобилизираат македонците во Канада против квинслиншката и предавничка влада во Македонија. Се очекува тие да донесат одлуки и мерки против оваа влада, со што би го искажале својот огромен револт за укинувањето на радиодифузната такса и изголемувањето на акцизата на дизелот. Од извори блиски до македонската диаспора во Канада, дознаваме дека е решено македонците и селеници на своето доаѓање во родната грудка да им даваат народнините по 5, наместо досегашните $10, со што директно ќе се изврши економски притисок кон владата, поради намалениот влез на девизни средства. Покрај овој силен економски притисок, решено и сите македонци во Канада да стават сонце од кутлеш на својата профилна слика на Facebook, со што и дефинитивно би паднала владата во Скопје. Општина Битола ја утврди програмата за функционирање на зимските служби. Програмата ви ја пренесуваме интегрално. Ако нема снег, службата ќе функционира. Ако има снег, зимската служба нема да функционира. Јелена? А скопските општини се пофалија дека конечно со сиот свој капацитет се подготвени да ја пречекаат и оваа ладна зима. Дали е навистина така, ќе дознаеме од Ланчо Пашазотов, кој се јавува од терен. Ланчо, повели. Да, така е студио конечно снег, каков и да е. Се наоѓаме со еден градоначалник кој што сакаше да остане анонимен. Како ќе се справите со зимата? Значи, Перче ќе искинеме зима, значи ќе искинеме. Добро, како? Перче, значи, топли јакни овие се за скипборд Скопје, чизмити се must have, исто топли пијачки што се... Да. Не му е добро. Добро, но кажете ми, дали набавивте сол? Брате, сол ти е ствар укуса, шо ти е? Ама не, мислам дали набавивте сол за патиштата. Тоа не за Мики знае. Мики! Сол имаме ли, бе? Чекай. Брату. Што? Многу е убаво. Сол имаме ли? Здраво. Нема бе, потрошија све овие. Дуки доле све, за купус испостава како ненормално. Многу сол е тоа. Многу е, да, ама они имаат комбинации, вржуваат сега Свети Никола пазарче едно пушти. Да, празници. Добро, ви благодарам. Ете, драги гледачи, барем не треба да се грижиме за оваа зима. Студио? Екс-градоначалникот на Охрид Никола Бакрачевски, кој покрај што е екс-градоначалник е и врвен кардиохирург, се врати на својата претходна работна позиција, а таму шок. Новата директорка на заводот, Гордана Доневска, го поставила кардиохирурго Бакрачевски на позиција која е на ранго на медицинска сестра. Со тој што вели Бакрачевски, а и здравиот разум, тој не може да го даде својот максимум во лечењето на граѓаните кои изгубија одличен кардиохирург во меѓупартиски реваншизми. Ја користиме ова прилика и да му честитаме на Зоран Доневски, кој е сопруг на директорката Гордана Доневска, за унапредувањето во истата болница во која што таа е директор. Се разбира дека тука нема непотизам, се работи за стручност и малку љубов. Екипата на вчерашни новости на фронтот со оние кои се на првите борбени линии против загадувањето. Како поминува нивниот ден, што точно работат, како се опремени. Ова е само една акција на оние најхрабрите меѓу нас кои го жртвуваат својот живот да не спасат од загадувањето. Јелисалфета Крстич, Поп Мајбах, е на терен. По анонимна дојава се наоѓаме на улица првиот братучет на ќосето по Мајка број 42А, каде што совесни граѓани се јавија во единицата за брзо сузбивање на загадувањето. Мајоре, дали ова е опасна ситуација? Нормално дека е опасна ситуација, но нашите единици се спремни со средна стручна школа за вакви ситуации, така да нема простор за паника. Ние одиме под едно мото, семпер етиам убикуе супериорес, или конече милом, мичемо силом.
Момче, акција. Отваряй, полиција! Абе, не бе, кој е тука? Влегој внатре! Влегој внатре! Што гледаме, друже? Тишина! Сврди се! Тишина, реков. Провери возачка дозвола дали. Абе, какви возачки, бе? Тишина! Ова е тоа аеротерористичко дувло. Ова е тоа. Абе, какви дувла? Тишина, реков, што е ова? Ова е југословенска производња. Значи, као што можеш да видиш, од бестрзаен топен направен више цевни бацач. И овде боева муниција гледам сегдеве. Нели ти е срам, бе? Абе, се греам, бе, друже, што ви е? Тишина! Тишина, реков. Значи, сериозно ќе го апсите човекот на реко, џаците сте ги виделе вие таму? Шефе! Тоа е друг реон, не ме интересира. Најдов и картон за подпала. Гледаш ли ти, нели ти е срам, бе, ти шо е ова? Сакаш да го носам во станица или тука да го упуцам? Ма ја би го утепал тука, ама мора да го носим у станицата. Каква станица, бре, што? Каква станица, нормално ли сте? Тишина, бе, Друже, се спусат. Лошо му е, друже! Ијач гајле не ми е тој онака со средна. Чека на Вибер на здраво таравари кад звонам. Чека на Вибер на здраво таравари кад звонам. Доколку имате проблеми со срцето, притиснете 1. Доколку имате проблеми со дишењето, притиснете 2. Додека чекате, дали може да ве заинтересираме за најновата акција на Кирби. Чистењето доби ново значење со системот за нега на домот Авалер на Добра е тоа Кирби, да знаеш, колега зема дете да му измоча на крет, дојде стакло го направи. Ми јавуваат од режија дека имаме вклучување од обраќањето на Климе Охридски, лидерот на неопределените. Оние кои по парламентарните избори ветија дека нема да паднат во зимски сон и дека будно ќе ги следат случувањата во земјава. Да го проследиме обраќањето. Почитувани сограѓани, ако се оставивне не значи то ти се заборавивне, еве помина половина година од кога се формираше нова влада, иако тие се од несвет како да се непол месец. Опозицијава уште не може да се оправи од нокдаунов што го деси на избори, председателов се брани со молчење, ама работава не врви. И то што повлек вид неопределениве граѓани да се активираме со некои дејанија. Вие сите знаете дека секоја нормална земја имати влада во сенка. И то обично го ја прави опозицијава. Сега, кај нас опозицијава уште се бавит самата со себе, си имат натрешни проблеми и затоа решивме ние неопределените да направиме влада во сенка. И немој да мислите дали имат кадри кај неопределениве граѓани. Ве уверувам, оти имат граѓани што се многу и со идеи и со способности многу појќе од овие што се пикат во партиите. И ве уверувам дека веќе во наредните емисии ќе обзнаниме комплетната влада и сите министри што се внатре и да не бидам сега малициозен, ама мислам оти попрво ние ќе ви го представиме нашиот министр, него овој што е регуларниот што треба здравство да го води. За сега тоа би било. Во оваа прилика само ќе ви го представам нашиот портпарол што е за односи со јавност на владата во сенка во Република Македонија. Тој е многу почитуваниот другар Арчи. Нема потреба него да го представувам, него секој збор му е злато, младе. Ајде, Арчи, ако имате прашање, ве молам со портпаролов за односи со јавноста. Студио. Масовните врнежи донесоа измешани чувства кај македонските граѓани, Јелена. Да, Ацо, според коментарите на социјалните мрежи, македонците повеќе би сакале да е сончево цело време, но да нема суша, односно да врне само надвор од населени места и тоа со систем капка по капка. Да не должиме многу, ке врне или не и понатаму дознаваме од Ведермен. Од просто прават сложено, што е можно поиздолжено, иако тоа не е пожелно. Здравје Боже, здравје министре, ти само дај бе министре, но прво стајте министр, дождов кисне. Појава на мокри чорапи ради лошиот атмосферски систем на партизанска кај што тапкаат во место, а утре ако врне пак битно дека ќе се шлапкаат во нешто. Реалноста, бе. Тоа е Ведермен. Пис. Тоа беше се од овие вчерашни новости. Време е да ги накитите елките. Новата година само што не пристигнала во нашиот град. Токму така, Ацо. Рано е за китање, но никогаш не е доцна да не лајкнете на Facebook. Ова е почетокот на вчерашни. Вие сте Чекор за Цита. Целата епизода ја имате на YouTube. Останете ми во добро здравје и добро утро. Добро утро и од мене.